Граѓаните имале преголеми очекувања за поевтинувањето на лебот, млекото и другите прехранбени производи, па затоа сега биле разочарани од висината на цените. И покрај тоа што уште пред еден месец тврдеше дека леб низ македонските продавници и маркети може да се купи и за 36 денари, денеска министерот за економија Бектеши ретерираше и им делеше на новинарите почетни лекции по одземање. Вели невозможно било да се очекува лебот да поевтини драстично и покрај тоа што тој самиот избрза и ги кажа апсолутно истите цени. Упорно уверува дека цените дополнително ќе паднат кога залихите ќе се потрошеле. Нејасно е дали по 2 недели откако фирмите добија поевтина струја, мислеше на залихите на обичниот и најевтин бел леб што има рок на траење од едва и 4 дена. Им порача на новинарите да изигруваат пазарни инспектори и правилно да информираат. Кога кажуваме 7 до 10%, да не очекувате 40-50% намалување. Заради тоа не е возможно да се случи моментално. Ние сме кажувале у континуитет дека тоа намалување ќе биде од 7 до 12%. Проверете ги цените колку биле претhodно, проверете ги новите достави што се дават од домашните производители кон супермаркетите, ланците на супермаркети низ државата и ќе видите дека трендот веќе почнал да се случи. Дополнително ќе се случи и од други производители, откако ќе им бидат завршени залиите кои веќе ги доставиле по ланците на супермаркет. Инаку владата ги прави последните пресметки за тоа каква цена да определи АДСМ што треба да му ја понуди на универзалниот снабдувач. Експертите веќе се изјаснија дека висината на таа цена во неголема мера ќе зависи од поддршката на владата кон предпријатието. Проценија дека тоа ќе биде во главно политичка одлука, како и сите претходно донесени. Министерот за економија Бектеши, кој ги нарече така наречени експерти, професорите со 40 годишно искуство, уверува дека нивните најави нема да се остварат и дека зголемување ќе нема. Нема да се остварат најавувањата и очекувањата на така речените експерти во нашата држава, енергетски експерти, и нема да се случуваат такво зголемување, па може би во одредени случаи ќе се случуваат и намалување, ќе излеземе во пресед на граѓаните, посебно на тие што имаат најмногу потреба, на малите потрошувачи, на микро и малите компании. Таму веќе најав дека најверојатно ќе има намалување на цената на електрична енергија. Тоа не е докрај точно, бидејќи додека некои држави ги намалуваат даноците, македонската влада веќе реши намалениот ДДВ на струјата од 5% по нова година да го покачи на 10%. Тоа значи дека дури ако цената на струјата остане иста, сметките за електрична енергија на граѓаните сигурно ќе бидат повисоки.